Oh, hello, kids. I'm very happy to see you. Истанбул, но и земјите од соседството се местата каде што поголем дел од македонците годинава ќе дочекаат новогодишната ноќ, велат за Алфа туристички работници. Се нудат аранжмани за 3 и 4 ноќевања за Турција со авионски и автобуски превоз. Цените почнуваат од 120 евра по лице за хотелско сместување со автобус, како и од 220 евра со авион. Дочекот на новата година ќе биде на плоштадите, а за прослава во рестораните и хотелите се доплаќа дополнително. Некои агенции нудат можности за дочек на брод. Најбарана дестинација е Истанбул, Турција. Тука се и Нови Сад, Белград и некои други дестинации, меѓутоа Истанбул дефинитивно преовладува. Истанбул секогаш била барана дестинација, меѓутоа овој пат и поради пандемијата, бидејќи не постојат некои големи ограничувања, освен што за влез во државата се бара сертификат за вакцинација или доказ за ПСР тест. Таму населението е веќе 80% вакцинирано и буквално нема никакви рестрикции. Од соседните држави има интерес за прослава на новата година во Бугарија и Грција. Аранжманите за Софија се движат од 80 евра па нагоре, а за во Атина околу 100 евра со превоз и хотел. Пандемијата, велат туристичките работници, си го направила своето, но се надеваат дека оваа ќе биде последна година со рестрикции. За разлика од претходните години, кај што имавме доста голем избор на аранжмани, оваа година изборот на дестинациите е доста сведен на минимум со оглед на рестрикциите кои што се уште постојат поради пандемијата. Се накачани цените и на хотелите и на превозот, нормално со поскапувањето на глобално ниво, но секогаш правиме некој баланс за да излеземе во пресред и на граѓаните и да може да биде секако што треба. Од европските градови интересни се Виена и Милано. За Виена аранжманите со автобус се од 150 евра за 2 ноќевања и за Милано околу 200 евра за 3 ноќи. Од подалечните дестинации агенциите ги нудат Москва и Санкт Петерсбург, каде што за 7 ноќевања со авион и хотел треба да се плати околу 800 евра по човек, а оние кои сакаат да го видат Дедо Мраз и да отпатуваат во Лапонија, ќе треба да платат околу 1500 евра за 5 ноќевања со хотел. Што се однесува пак до домашните сместувачки капацитети, најпосетен се очекува да биде Охрид како и главниот град Скопје.